Здравейте, почитувани граѓани. На самиот почеток на оваа пресконференција, посветена на мандатното писмо, сакам јавно да му се заблагодарам на премиерот Зоран Заев, што ми ја даде довербата да го водам Министерството за образование и наука. Образованието, како и секаде во светот, и кај нас, не остана имуно на корона кризата. Но иако го наследува во една исклучително тешка и комплицирана состојба поради пандемијата, и со безброј отворени прашања и предизвици, сепак тоа ми дава дополнителен поттик и сила, заедно со мојот тим и со поддршка од владата, да најдеме најдобро решение согласно реалните можности и да ја стартуваме учебната година. Она што веќе го работам изминатите десетина дена, како итно и неодложно е воведување на комбиниран модел за настава, што дава можност за брзо прилагодување на училиштата, за настава со физичко присуство и или онлайн настава, како и за започнување на учебната година на 1 октомври. Пандемијата на COVID-19 ни покажа колку е важно образовниот систем да се менува, да се приспособува и осовременува постојано, и токму тоа го правиме денес. Наскоро пред јавноста ќе биде презентирана единствената национална платформа за онлайн учење. Навистина се гордеам што за прв пат како држава ќе имаме ваква платформа која што ќе биде лесна за користење, со двонасочна комуникација и направена врз основа на добри практики. Таа ќе биде лесна за користење од страна на наставниците, учениците, родителите, но и од страна на образовните институции. Таа ќе се користи и сега во време на COVID, но секако ќе биде важно и да се појавува како поддршка на учењето во училница понатаму и надвор од неја. На оваа пресконференција сакам да ви ги соопштам и своите приоритети како министерка во образование и наука и во следните 4 години. Овие приоритети се совпаѓаат со она што го добив како мандат од овој владин состав. Мојата и владина заложба е во следните 4 години да обезбедиме квалитетно образование за сите деца. Образованието не сме повеќе да биде грижа за граѓаните, туку тоа треба да биде гордост на нашата земја. Затоа владата и се обврза за развивање на квалитетно образование достапно на сите, образование кој што ќе создава граѓани кои што размислуваат логички и критички и донесуваат заклучоци базирани на факти и анализи. Јас лично верувам во еднаквост. И моја лична определба е секој девојче и момче низ образовниот систем да се изгради во личност која ги почитува и негува граѓанските права, толеранцијата и различностите. Секој дете прво треба да се описмени, да добие основно знаење и истовремено да стекне вредности. Како заедница, како влада, како министерство и како министерка се заложувам за воспитување и образование во духот на мултикултурализмот и создавање на граѓанки и граѓани подготвени да одговорат на сите предизвици кои што им ги носи живот, но и лесно да се приклучат кон актуелниот пазар на труд. Во оваа влада имам сериозна и суштинска обврска. Агендата на владата да ја преточам во реалност со максимално залагање и ефективно работење со цел да постигнеме најдобри можни резултати за времето кое што го имаме. Безрезервно и со целосна професионална и лична посветеност, како и транспарентност, ќе се вклучам во остварувањето на програмата на владата 2020-2024. Еден од приоритетите ќе биде подобрување на оценките на меѓународните тестирања на нашата држава. Секој од нас и јас сакам нашите деца да бидат на исто рамниште на знаење и способност со најдобрите во светот. Тоа ќе го достигнеме преку образовна реформа која што ќе се базира на претходни анализи на постигнувањата на меѓународните и домашните тестирања, како и на моменталниот образовен систем. Само со заеднички заложби на Министерството, училиштата, наставниците и родителите, резултатите на тестирањата кои што ќе ги имаме во наредниот период ќе станат наша гордост. Токму затоа ќе градиме мотивиран наставен кадар и ќе ги вратиме достоинството на професијата наставник, затоа што сметам дека наставниците се клучот, една од најважните алки во пренесувањето на знаењата, со што се создаваат успешни идни генерации, кои ќе ја водат државата напред и ќе градат општество со современи европски вредности. Ќе ги мотивираме наставниците, ќе инвестираме во нивниот кариерен развој и напредување. Нивниот труд ќе се потрудиме на вистина да биде вреднуван соодветно. Само стручни наставници создаваат стручни ученици. Еден од приоритетите во следните 4 години ќе биде секој ученик во излегувањето од стручно училиште да може без проблем да се вклучи во работен процес. Затоа ќе ги јакнеме стручните училишта, кои во изминатиот период беа и заборавени и потценети. Младите треба да бидат убедени дека средното стручно училиште ќе им овозможи добро платена работа и сигурна иднина во нашата држава. Ќе инвестираме во знаењата, но исто така ќе инвестираме и во подобрување во условите за учење.
Со градење по план ќе изградиме и нови училишта, ќе ги реновираме постоечките, но ќе продолжиме да ги одржуваме оние кои што во минатиот период биле реконструирани, се со цел постојано да ги напредуваме условите за учење. Нема да ги заборавиме и студентските домови и ќе создадеме пристојни места за живење на студентите. Владите се наш многу важен фактор во носење на сите политики поврзани со образование и подобрување на младинскиот стандард. Очекуваме навистина активно да се вклучат со иницијативи, идеи и подршка на процесите. И на крајот, како носителка на јавна функција, ќе бидам отворена за комуникација и координација со сите граѓани, стручната јавност, медиумите, граѓанското општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики. Се обврзувам дека ќе бидам во служба на сите граѓани и тоа е со мојата работа ќе го покажам. Ви благодарам. Повелам за прашање. Веќе денес завршува рокот, дали знаеме колку училишта се пријавувани за ова со физичко присуство настава со физичко присуство кои општини? Така е, она кое што треба само да го истакнаме дека до сега се пристигнати за 36 училишта барања, од кои што 15 средни, 21 основно училишта, но денеска е конечниот рок, значи се уште може да пристигнуваат и дополнително по пошта имаме обврска да чекаме уште 3 дена за да се дособерат сите и комисијата тековно ги работи како пристигнува на веројатно следната владина средница, овие кои што до сега се пристигнати ќе поминат и веднаш оние кои што ќе стигнат по пошта ќе бидат исто така поминати на владина средница за да училиштата може да ги добијат како конечни одговори. Секако дека училиштата се спремаат и сите оние кои што поднале за физичко присуство и за онлайн настава, заради тоа што велиме епидемиолошката слика може да се менува и е динамичен процес, така да многу ни е важно да сите оние и бидат припремени за онлайн настава. Ако можеме да го прашаме, неколку дена министерот Филипче рече дека во Скопје не може да се одвива наставата со физичко присуство, освен за децата, за учениците до трето одделение. Дали може истото да важи за Куманово, Придевке, кои фестивал, градовите, односно општините кои што има најголем број заразени со корона? Затоа е формирана владина комисија, која што ги анализира сите поднесени барања. Секој училиште кој што смета дека согласно здравствените протоколи може да ги исполни условите, треба да поднесе барање. Владината комисија е составена од кабинетот на председателот на владата, Министерството за образование и Министерството за здравство како представник. Имаме представник на комисијата за заразни болести. Оценувајќи го планот и состојбата во тоа училиште, тие индивидуално ги решаваат. Секако дека пооптеретените училишта, поголемите училишта, кои што имаат многу ученици, се ризик за отпочнување со физичко присуство. Но сепак јас не би сакала да ја коментирам работата ниту на комисијата во моментов, владината комисија, сакам тие да ги донесат одлуките и ние како институција која што ги креира политиките во делот на образование ќе ги спроведеме како конечни одлуки кои што секако и владата ќе ги потврди. Но сега ми сметам дека не би било сериозно да коментирам дали во некој град така има или не. Тука е важно да комисијата одлучи, даде насока и понатаму да спроведуваме тоа што ќе кажат. Министерке, да ве потпрашам, значи во врска со тие училишта што се одлучени да почнат со настава со физичко присуство. Како е состојбата со кадрите, пошто знаеме дека ако се родители со деца до 10 години, значи имаат право да не одат на работа. Дали сте запознаена за ваков проблем? Видете, тоа е одлука која што е донесена од страна на владата и која што во секој момент таа може да претрпи одредени измени согласно новите случувања, како што се случуваш и за хронично болните, како што се потврди да кажеме одлуката за бремените, но тоа е исто така динамички процес. Владата согласно околностите одлучила да одредени лица се вратат или не се вратат на работа. За децата кои што беа во градинка, родителите беа ослободени. За децата кои што беа во училиште, кога заврши школската година, таа владина одлука се ревидираше. Сега се ревидираше одлуката за градинките, затоа што градинките се отворија. Така да навистина сметам дека тука ќе се сервисира, иако тоа е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика како заштита на деца, не е директно во делот на образование, сепак велам е динамички тој процес и тие проблеми ќе се надминуваат. Во моментот на завршување на минатата школска година, таа одлука ви е ревидирана. Не е на сила. За градинките важеше до моментот на отварање на градинките. Да, меѓутоа мислам за наставници што се родители. Е ревидирана одлука. Ревидирана одлука, ќе не беа ослободени. На градинските деца родителите беа ослободени. Оке, едно прашање за студентските домови. За пред 2 дена траеше конкурсот за уписи во студентските домови пред да бидат објавени конечните списоци.
Министерот Филипче во неколку наврати кажа дека не треба да се брза со отворање на студентски домови. До каде е тоа? Затоа што факултетите нешто нема баш најасно кажано како ќе почне оваа настава. Протоколите се подготвени за ученичките и за студентските домови, се на разгледување во Комисијата за заразни болести. Имаме официјален став од Комисијата за заразни болести,